Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате: загубата на мојот сопруг и нероденото бебе не се надокнадува со пари. Ниските температури и малата влажност, односно сувиот воздух, ќе влијае на ширењето на заразата со коронавирусот. Градоначалникот Арбен Таравари реагира дека инспекциите се прават селективно. Судската одлука за условна казна за лицето кое ја предизвика сообраќајната несреќа со смртни последици во 2018 година кај млечен ресторан во Скопје најде на негативни коментари во јавноста, а својот револт го искажа и Наташа Апостоловска, која тогаш го загуби својот сопруг и нероденото бебе. Таа се надева дека обвинителството ќе поднесе жалба. Председателот на Основниот кривичен суд во Скопје најавува дека ќе излезе со коментар за пресудата откако ќе собере информации за случајот. Не можам да разберам како може да изрече таква казна. Наташа Апостоловска од Тетово, која пред околу 2 години го загуби својот сопруг и нероденото бебе во сообраќајна несреќа кај Млечен во Скопје, е револтирана и незадоволна од пресудата која вчера ја донесе Кривичниот суд во Скопје. Со солзи во очите вели дека никаква парична оштета нема да го врати нејзиниот сопруг или животот што го живеела претходно. Го критикува судскиот систем и вели дека жртвите немаат никаква моќ. Моќите во овие постапки на обвинителството. Нашата моќ е дали бараме штета или не бараме штета, како да рече човечкиот живот може да се надокнади со пари. И тоа беа најтешките зборови кои што ги кажа судивката дента на објавата: не се секирате, штетата ќе ви биде досудена и трошоците на постапката. Како да рече ќе го вратат гоц или мојот плод ќе го вратат или пак мојот живот претходен. Судијата Елена Илиевска Јосифовиќ изрече условна казна на возачот за сообраќајната несреќа со смртни последици, бидејќи се каел и го признал делото. Жалењето и каењето не треба да бидат дадени пред судот за она што е сторено, туку треба да биде дадени спрема оштетениот. Оштетена сум дека јас директно во постапката, но и многу други. Апостоловска се пожали дека судската постапка била на едно рочиште на 2 септември, на која таа била одстранета од судница кога биле земани личните податоци на обвинетиот, додека пак на објавата на пресудата истиот не присуствувал. Апостоловска најавува постапка за судијата, а се надева дека обвинителството ќе поднесе жалба. Најпрвен што ќе биде превземено е постапка пред судскиот совет за судијата, кој што го судеше овој предмет, постапка за обвинителството што толку долго се чекаше за овој предмет. И се надевам дека обвинителството Скопје, не конкретниот обвинител само што го работеше овој предмет, ќе поднесат жалба на оваа пресуда која ќе ни биде доставена. Инаку председателот на Основниот кривичен суд во Скопје Иван Џолев за дел од медиумите изјави дека за пресудата дознал вчера на крајот од работното време, па откако ќе собере повеќе информации за случајот, ќе излезе со став и коментар. Ниските температури и малата влажност, односно сувиот воздух, ќе влијае на ширењето на заразата со коронавирусот, покажува најновата интернационална студија за влијанието на климатските фактори врз COVID-19. Препораките за есенскиот и зимскиот период кој следи се одржување на лична хигиена, проветрување на просториите, но и хидратација на телото. Одбрамбениот механизам на човекот е многу послаб во зимскиот период, особено кога е намалена влажноста, што става простор за ширење на заразата. Тоа се толкува со тоа што на мукус се намалува лачењето во носот на мукус, а видовме дека е главно предилекционно место на оптоварување со вирусот ја носот, и намалување на функциите на цилиите, оние влакна во носот, со тоа што се намалува и одбрамбената функција на организма. Во зимно време некаде влажноста на воздухот е од 10 до 20 до 30, а најидеално, најоптимално е некаде околу 40 до 60%, да биде зона на комоција. Ако студот и малата влажност ќе го зголеми бројот на случаи со COVID-19, праксата покажа дека високите температури не ја намалија заразата како што се очекуваше, единствено само UV зрачењето, и тоа на местата со повисока надморска височина, придонесе за мал број на позитивни случаи со коронавирус. И тоа се толкува со тоа што не сите UV зраци, овие што доаѓаат на земјината
Корати е се некаде од 280 до 320 нанометри таласна должина, а овие лампи што ги имаме, тие се околу 280. 280 нанометри деструкција вршат на вирусот, меѓутоа овие многу малку. И затоа на поголема надморска височина поприсатни се и тука имаме малав број на заболени од COVID-19. Временските услови влијаат, но доктор Давидовски и неговите колеги од клиничката болница Тетово сметаат дека вирусот, како во случајот со SARS-от слабее и ја губи својата вирулентност, со него ќе се избориме, ако ги почитуваме здравствените протоколи. Бројот на заразени случаи дека нема да биде со некој голем раст и дека ќе имаме една тенденција на намалување, смирување на вкупната состојба. Во Полошко, каде имаше двоцифрени бројки на заразени, изминативе неколку недели вирусот помалку се шири. Дневно се евидентираат по неколку позитивни случаи. На крајот од вестите проследете го интервјуто со доктор Ратко Давидовски, кој целосно ја објаснува најновата студија за влијанието на климата врз коронавирусот. Вчера во Тетово се одржа протест против поскапувањето на струјата. Околу 2000 граѓани се собраа на марш во Тетово против поскапувањето на струјата. Ги повторија истите барања од кои велат нема да се откажат ниту под притисоци и закани. Протестниот марш започна од Тетовскиот плоштад и заврши пред управата на Евана во Тетово. Символично пред Евана беа истурени 2 вреќи со пари, оти компанијата велат само тоа барала од народот. Символичниот чин вечерва е, пошто сакаат многу пари, сакаат да украдат од народот, сме донеле 2 вреќи со пари и ќе им ги испразниме сега, можеби ќе бидат сити. За граѓаните одлуката за поскапување на струјата е погрешна и донесена во време кога народот едва и го крпи месецот. Платиме превише струја, поготово Тето Гостовар е ова страна. Ова е од више и сиромаштија и пандемија и све, и што сакаат више од нас, душата да не ја земаат, што друго? Зградата на Евана ја чуваше полициски кордон. Целото време пак додека траеше маршот имаше засилено полициско обезбедување низ улиците. Освен неколку обиди за изолирани инциденти, маршот помина без проблеми. Финансиската полиција спроведува контрола на работењето на општина Гостивар. Градоначалникот Арбен Таравари реагира дека инспекциите се прават селективно и со цел да се врши притисок. Ние се надевавме дека ќе ги решат проблемите на Боки 13, Ден Дончев, Каубој Джими од Тетово, од Речица и другите проблеми кои што сериозно Маđар Телеком приватизирањето, ЕВН приватизирањето, јас се надевав ќе ги отворат бидејќи од сите прибе и сите што и замераат на Македонија и замераат за големиот криминал, тие доаѓаат за вработувањата во Гостивар. Гостивар има 109 вработени, Тетово, например, има 550 вработени, не одат во Тетово, доаѓаат во Гостивар. И ова ни пречи. Ако одат, нека одат секаде. Ако не одат, барем да не доаѓаат само во општините. Ако им е целта да не уплашат, немаат шанси. Немаат шанси, бидејќи посилни сме кога ни вршат притисоци. Во Гостивар периодов се интензивираат работите за изградба на нови канализациони линии. Јавното претпријатие Комуналец во текот на месецов планира интервенции во водоводната мрежа. Локалната самоуправа на Гостивар ги користи поволните временски услови за изведување повеќе инфраструктурни зафати. Работите на терен периодов се интензивирани, со цел да се завршат планираните проекти офатени во инвестициската програма за 2020 година. Јавното претпријатие Комуналец привршува со изградба на канализациони линии во неколку градски населби и села. Па овие се стари проекти што продолжуваме, сега сме во село Чајле, значи во последната фаза на канализацијата, последните 800 метри на канализацијата, после се работиме исто така и во Чегране на 7-миот километар на канализацијата сме, исто така и во Лапушник работиме и тука мислиме дека за 2-3 недели ќе заврши комплет проектот и целокупното село ќе има пристап до ова градена нова канализација кој што дефинитивно селото ќе го елиминира овој проблем со канализацијата што го има.
Освен проширување и доуредување на мрежата за фекална и атмосферска канализација, во текот на месецов предвидени се интервенции и во водоводот, поточно промена на стари азбестни цевки со нови, со што би се намалиле загуби на вода. Во Долна Бајница планираме некај 15 септември да почнуваме, значи, од универзитетот, кај што е сега градинката, значи до Горна Бајница да ги смениме цевките од азбестоса и така тие се многу стари се и капацитетот на таа цевка има нон-стоп, тој регион има проблеми со водоснабдувањето. Така да ние сега планираме од 15 септември да го смениме цевката на азбестот кај градинката до Горна Бајница. Корона кризата, која трае повеќе од половина година, негативно влијае врз инвестициските циклуси. Сепак од комуналното предпријатие велат дека вложуваат напор проектите да се реализираат и заокружат како што е планирано. Според податоците од Комуналец во последните 3 години со пари од општина Гостивар и од предпријатието се изградиле вкупно 45 километри канализациона и водоводна мрежа. Поранешниот македонски фудбалски репрезентативец Славчо Георгиевски Тупан е назначен за нов тренер на фудбалскиот клуб Тетекс. Поранешниот македонски фудбалски репрезентативец Славчо Георгиевски Тупан е нов тренер на фудбалскиот клуб Тетекс. Тој доаѓа на местото на Ивица Јовановски, кој во договор со раководството на клубот спогодбено ја прекинаа со работката. Очекувањата на новиот тренер се дека клуб како Тетекс секогаш мора да има високи амбиции и да го напаѓа врвот, а не да се бори за гол второлигашки живот. Да изразам голема благодарност до раководството на фудбалскиот клуб Тетекс, што ми ја доверија оваа задача да бидам шеф на стручен штаб на еден од најголемите македонски брендови. Големо задоволство, но и голем терет носам со себе, затоа што мислам дека клуб кој што направил една историја во бивша Југославија, со самото име носи голема одговорност, што за мене представува задоволство, не се плашам од предизвикот и чест ми е што започнам самостојна кариера како шеф на стручен штаб од еден од најголемите македонски клубови. Како очекувања во разговорите со раководството и со сите оние што веруваат во Тетекс, мислам дека не можеме да дозволиме еден таков бренд да биде на тоа место на табелата каде што се наоѓа сега. Меѓутоа, во фудбалот ништо не доаѓа преку ноќ. Затоа сме дојдени, затоа и разговаравме, ќе се потрудиме да одиме чекор по чекор, да изградиме нешто што некој пред нас го направил, а ние само треба да го продолжиме и да го надградиме за да Тетекс се врати на стазите каде што бил и каде што заслужува. После 2 првенствени кола во втората лига Запад, Тетекс е на последното место без бодови, откако беше поразен на домашен терен од Корап и Гостивар. Во моментов клубовите се на репрезентативна пауза, а првенството продолжува на 12 септември, кога Тетекс ќе треба да и гостува на екипата на Велешта.
Следува интервјуто со доктор Радко Давидовски. Имајте убав викенд. Пријатно!